Течат последните подготовки за српската црковна делегација која денеска пристигнува во Скопје. Заедничката литургија на двете цркви, Македонската православна црква Охридска архиепископија и Српската православна црква, ќе биде утре од 9 часот во Скопскиот соборен храм Свети Климент Охридски. Повторно заедно ќе богослужат архиепископот Охридски Македонски Стефан и српскиот патријарх Порфирий и сите владици од Македонската и Српската црква. На крајот на литургијата двајцата поглавари ќе имаат говори. Самата литургија значи заедништво, значи би рекол една уста и едно срце кои што го слават Господ, без ниедна разлика и надминување на сите разлики кои што не разделуваат, затоа што пред Бога ние се обединуваме во името на љубовта и во името на заедничката жртва што му ја принесуваме на заедничкиот, Бог, односно нашиот Отец Небесен. Архиепископот господин Стефан и патријархот Порфирий веќе богослужаа заедно во храмот Свети Сава во Белград во четвртокот. Со литургијата за помирување се надмина 55 годишниот раскол помеѓу СПЦ и МПЦО и возобновувањето на канонското и евхаристиското општење. Претходно на почетокот на мај, Вселенскиот патријарх ја призна МПЦО за канонска црква. Токму Вселенскиот патријарх Вартоломеј на себе си го препишува помирувањето помеѓу СПЦ и МПЦО и ја поздравува соработката на двете цркви. Преку вас ја поздравувам Светата црква на Србија и срдечно го прегрнувам нејзиниот поглавар, најљубениот и блажениот патријарх господин Порфирий. Нашите две цркви се поврзани со совети и неунишливи врски на заедничката вера и заеднички борби и врски на љубовта на мајката кон својата сакана ќерка, кои според апостол Павле никогаш не пропаѓаат. Вартоломеј ја нагласи радоста на мајката црква во Константинопол по историската одлука на нејзиниот синод за враќање на Охридската архиепископија во евхаристиска заедница, што го отвори патот за помирување со СПЦ и воспоставување на мирот и поредокот на Балканот. Следниот чекор за МПЦО е предлог за автокефален статус кој треба да дојде од владиците на Српскиот сабор до Вселенската патријаршија. Српскиот сабор заседава до денеска, што е надеж за Македонската црква дека патријархот и делегацијата ќе ја донесат и радосната вест. Познавачи на црковното прашање за Алфа објаснија дека кога ќе стигне предлогот од СПЦ за прогласување автокефалност на МПЦО, на Вселенскиот патријарх не му преостанува ништо друго, освен да премине кон издавање томос на Македонската црква. На почетокот на идниот месец, Македонска црковна делегација со архиепископот Охридски Македонски Стефан ќе биде во посета на Цариград, каде на 5 јуни на празникот Педесетница ќе богослужат заедно со Вселенскиот патријарх Вартоломеј.